Летото е во полнек. Од давнина старите велеле дека околу Петровден и Павловден е најжешкото лето. А оваа година високите температури уште еднаш ни потврдуваат дека тоа навистина така. Ако сакате да побегнете од овие градски гориштини, да престојувате некаде каде што има чист воздух, природа, зеленило, да спиете убаво и спокојно, да уживате во пеењето на птиците, да прошетате низ недопрена природа, повелете во убавото Пехчево, во срцето на Малешевијата на 1000 метри надморска височина. Пехчево нуди извонредни можности за одмор, релаксација, рекреација, спортување, берење печурки, посета на пехчевските водопади и останатите убавини и знаменитости на ова прекрасно градче. Но токму овој викенд за Петровден и за Павловден, Пехчево нуди извонредна забава во рамки на 14-тото издание на фестивалот на дувачки оркестри. Токму тоа е тема за која што во следниве минути зборуваме со Елица Јовевска од секторот за локален економски развој при општина Пехчево. Елица, добро утро. Добро утро, Ирина. Дали е Пехчево подготвено за 14-тото издание на фестивалот на дувачки оркестри? Нормално со оглед на тоа што остануваат само неколку денови до фестивалот на дувачки оркестри кој ќе се одржи оваа година на 12 и 13 јули, подготвени сме, односно ги правиме последните ситни подготовки за се да биде како што треба. Секоја година по повод фестивалот во Пехчево доаѓаат голем број туристи од источниот дел на Македонија, но и од другите делови на Македонија, пред се поради убавата програма, покрај оние природни убавини со кои што може да се пофали вашиот убав град. Каква програма нуди оваа година дувачкиот фестивал? Како и секоја година и оваа година во Пехчево ќе се случува огромен фестивал на дувачки оркестри и традиционален етносајам Пехчевски Павловден. Како што кажа ти, оваа година ќе биде 14-тото издание на фестивалот на дувачки оркестри, а 16-та година поред го организираме на етносајамот на традиционални производи, ракотворби и изработки Пехчевски Павловден. Нудиме прекрасна програма како и секоја година, ќе настапат голем број на естрадни уметници како од нашата држава, така и од соседните држави, така да, како што кажа на почетокот, сите можат да дојдат и да уживаат во прекрасниот чист воздух, во прекрасната природа која што ја нуди Пехчево и убавата програма во која што се надевам дека ќе уживаат. Програмата оваа година е сконцентрирана во 2 дена, 12 петок и 13 јули сабота. Може ли детално да ни кажете како ќе се одвива програмата и каква е агендата? Вака, 12 јули петок почнуваме со фестивалот на дувачки оркестри, односно неговото официјално отварање. За почеток ќе ги слушнеме Љубојна, кои што ќе имаат концерт. За повозрастната публика, побарани од страна на публиката, беа кај нас гости пред неколку години, па еве сега повторно, малце да ужива и повозрастната публика кај нас програмата, покрај тоа што е за младите, за повозрастните, сепак имаме програма и за најмалите, односно сакаме да уживаат во овие денови сите генерации. Тука се популарниот и познат оркестар Бојан Ристич Брас Бенд од Република Србија, кои неколку години поред ја земаат златната труба на меѓународниот надпревар на дувачки оркестри во Гуча. За на крај да ги слушнеме и да уживаме во прекрасниот настап на Брас Брадерс, кои 10 години поред веќе се наши гости, побарани од страна на најмладата публика и навистина уживаме во нивниот настап. Го спомнавте претходно и дневниот настан кој што ќе одбележи саботата, 12 јули, а тоа е етносајмот Пехчевски Павловден. Настан на кој што локалните производители ги нудат локалните деликатеси и настан на кој што секако се промовира и поддржува традицијата и старите занаети. Нормално, значи така е. Етносајмот Пехчевски Павловден се организира веќе 16 години поред. Се промовираат традиционални производи, ракотворби, изработки како од нашиот регион, така и од целата наша држава. А оваа година наши гости ќе бидат и културно-уметничкото друштво Искрици од Република Бугарија Благоевград, кои што ќе донесат и дел од нивните традиционални производи.
Ќе имаме некаде околу 15 на тезги на кои што ќе бидат изложени различни производи. Во однос на програмата, отварањето ќе го направи Сдруженијето на пензионери Малешевска китка од Пехчево. Ќе настапи културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово, Руското културно-уметничко друштво Славјанка, културно-уметничкото друштво Искрици од Благоевград, Република Бугарија. За крај ќе имаат концерт Штекици, кој што се познат долгогодишен оркестар од Беровскиот крај. И секако програмата ќе кулминира во сабота вечер со фестивалската програма, која што исто така уфаќа многу интересни гости и учесници. Кои ќе бидат? Така е, во сабота вечер ќе настапи Дејан Петровиќ Браз бенд, кој што се познат дувачки оркестар од Република Србија. Тука ќе биде Милица Тодоровиќ, нашата звезда, и диџеј Думолф од Пехчево, кој што го слуша најмладата публика. Обично секоја година за време на Пехчевскиот Павловден се одржува и хуманитарна акција на дарување крв. Дали и оваа година ја продолжувате таа традиција? Да, и оваа година продолжуваме со крводарителската акција организирана од страна на Црвен крст во салата Партизан, така да сите кои што можат и кои што сакаат да даруваат крв, да повелат во салата Партизан на 13 јули на Павловден, да можат да го покажат своето хумано дело. Инаку, за крај да спомнеме дека Павловден е всушност и патронен празник на Пехчево. Така е, значи Павловден е празникот на градот, нашата црква се вика Свети Петар и Павле и тогаш се организира и црковниот ручек во црквата Свети Петар и Павле, кој ќе биде со почеток во 14 часот и ќе можат да го посетат сите. Очигледно дека и оваа година Пехчево ќе понуди на вистина одлична забава и многубројни содржини за сите кои што ќе се решат токму овој викенд да го посетат овој дел од нашата убава Македонија. На општина Пехчево, на целиот тим кој што стои позади организација на фестивалот, ви посакуваме успешно фестивалско издание и голема посетеност и оваа година на фестивалот на дувачки оркестри, која негува таа долгогодишна традиција на дувачките инструменти во нашава земја. Така е, ви благодарам многу на поканата и ја користам оваа прилика да ги поканам сите кои што ќе бидат во можност да дојдат и да го посетат овие 2 дена нашиот град Пехчево. Јас сигурно знам дека сите што ќе дојдат ќе уживаат. Така е, ви благодарам.